Sean Connery koji dođeše, on ne sakaše nikoj drugi nego ja. Ja da mu probam, ja da mu uzemam mera i tako. I така isto со Madonna, со Jean-Paul Gaultier, со Thierry Mugler. Ona niko apsolutno tije ne zna, ni da zemat mera, ni ništa. Ja uzimam mera, ja probam i tako. Така ги запознав ја тие луѓе. Одем сум од прошлиот век, така се бавам со оваа работа тачно 60 години. Почнав занатот кога имав 14 и се отидов у Франција кога имав 22 години, отидов за 15 дена, те останав тамо 52 години. Многу брзо се снајдов тоа, значи во почетокот тие 70 години се бареа такви луѓе кои знаат да шијат, да кројат као ја. Во Франција, тоа сите ме прашаат како ја дојдов до познати личности светски и тоа. Многу лесно тоа, ја немам никакви заслуги за тоа. Ја работев со најпознатите фирми во светот. Кој доаѓа тамо? Тоа е познатите личности. Еве познатите личности, после ќе гледат тамо некој од Балкан, тука, сите вика тамо, лепти Југослав. И така ги запознав, а после меѓу муштериите афинитет. Знаете што сум ја? Еден човек кој знае да прави костими. Гардероба. Ето, јас сум тој човек. Да? Значи, знам да направам, покушам и за деца, и за жени, и за мажи, и за војска, и за... то. Значи, ето, тоа сум научила. Значи, јас сум тој човек, али да изигравам некој кој нешто, нешто. Ми се свиѓа оно, тамо кај мене од мојата фамилија, една жена, која е малку постара од мене, вика, дали уште шиеш панталони? Да, значи она останало тоа, ја шијам панталони некој. Капата и тоа доаѓа оригинер, како се вика, од Туркменистан. Имав ја еден другар кој беше репортер за конфликти, каде имаше рат, он идеше тамо. Многу добар пријател, многу блиско пријател. И ми донесе една капа од тамо. И направивме вечера и ми дава поклон, ја ставив тоа. Имав многу голема коса и ставив, ми направија фотографија од тоа со капцето и после неколку време он погина во Чеченија тамо. И кога беше погребот во Париз, ја отидов и ставив капа. Затоа сите тие пријатели кои бевме на погреб, сите знаат дека он ми даде една капа. И ја ставив капот. Еве, не сум ја извадил никогаш више. Јас сум од голема фамилија, значи многу деца и нашиот татко погина у сообраќајна несреќа и ние сме, значи, останавме тие децато, најстаро 23 години и најмладо 6 месеци. И одма после земјотресот
Ние немавме куќа, беше срушена куќата и мајка ми одлучи дека ние тројца браќа кои бевме, вика ти ќе бидеш механичар, ти ќе бидеш електричар, а за мене ти ќе бидеш шнајдер. Ја плачев ден и ноќе тоа покасно ја викам зашто шнајдер, ама тогаш се многу се збореше тие 60-те години за еден мајстор овде, најдобриот мајстор и тоа, викам ето, ќе кажам, ако ме однесе кај овој мајстор, идам, ако не идам, услови и тоа. И она отишла, и тој мајсторот реке, донесете го. И он беше многу прав мајстор, знаеше да ме убеди, да ми каже убави зборови. Тие ствари после ние почнавме да ги шиеме дома и она постана доста познато и тоа ме натера после да некако да откријам дека можда сум бил за тој занат. Затоа што учев нешто и пренесував така. Ја и денеска на сите им вика дека немојте. Јас сум педагог од 14 години. Така ја имав 5 сестри, тогаш имав 5 студенти. Значи и целиот живот така сум работил после со млад свет. Целиот живот за мене тоа донесе тоа некој багаж. Значи отидов ја у Франција со пластична кеса, ви гарантирам, со знаење мислам, а сега се вратив со 2 кофера. Така, еве тоа им ги дадам.